Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска ќе објавиме трет тендер, најновиот тендер од Генералниот секретаријат на владата, покрај оние два тендера за кои што говорев изминативе денови од 600.000 евра за платено рекламирање и кампањи. Денеска го објавуваме тендерот за осмислување и реализација на серија истражувања на мислењето на јавноста и граѓаните за квалитетот на владините политики и за ефикасноста на спроведувањето на истите политики на владата. Ова е тендер кој што го објави Генералниот секретаријат, а денеска ние го презентираме бидејќи јавноста не е доволно запознаена. Замислете, владата ќе прави анкети до предлокалните избори во рок од 6 месеци за владините политики, нивната реализација и успешност. Цената на анкетите ни помалку ни повеќе ќе биде 6.254.240 денари или 100.000 евра без ДДВ. Односно, 120.000 евра со ДДВ ќе даде владата за анкети и истражување на јавно мислење. И почитувани, како што говорам повеќе денови, наназад, тука владата го затвараат кругот за подготовка на кампањата за локалните избори кои што следат, каде што ќе заземе учество и владината партија СДСМ. Но подготовка на кампања, нормално и анкетирање кои моди во прилог, платено со државни пари на граѓаните, односно од буџетот на Република Македонија. Овие подготовки за избори на СДСМ граѓаните ќе ги чинат над 700.000 евра. Двата тендера за маркетинг услуги и 120.000 евра за анкетирање на јавно мислење. Повеќе од јасно е дека рейтингот на владата е катастрофален. Тоа сите го знаат. Ниту една анкета нема да им помогне. Секако ќе загубат на изборите. Повеќе од јасно е дека нема потреба се прават анкети на граѓаните, да се испитува мислењето на граѓаните за спроведување на владините политики, затоа што владата не спроведува ниту една политика сем криминал и корупција. Почитувани СДСМ ги оштетува граѓаните за повеќе од 700.000 евра само за да се подготви за кампања за локалните избори, додека пак во реалноста граѓаните живеат во сиромаштија. Со 700.000 евра ќе можеа да купат 15 амбулантни возила за целата држава. Со 700.000 евра ќе можеа да набават над 30.000 вакцини. Со 700.000 евра ќе можеа да реконструираат дел од поликлиниките да изгледаат достојно, или пак истите тие пари, 700.000 евра, можеа да ги доделат за медицинските работници кои што секојдневно се борат со пандемијата. Наместо сето ова, кое што изгледа рационално и така треба да биде, Заев, Филипчо и Николовски одлучија 700.000 евра пари на граѓаните од државен буџет на Република Македонија да ги искористат за класична подготовка на кампањата за локалните избори на СДСМ. 600.000 евра за маркетинг услуги и 120.000 евра за анкетирање на граѓаните. Почитувани, да сумираме, уште еднаш да заклучиме, да потврдено е, ова е најрасипничката, најкорумпираната и најкриминалната власт која што може да има една држава. Благодарам.